Стадион. Емисија за вашата вистина. Видите, До кога ќе трае тоа? Во суштина, точно е, глобалниот блок е зголемен. Точно е дека се емитираат голем дел на средства. Последиците ќе доаѓаат. Меѓутоа, видите кај нас, јас цело време ве апелирам, мораме да кажеме вистината. Ние дискутиравме, јас бев дел од економскиот совет, кога се дискутираше, тоа беше над владиното тело во сред пандемијата кога удри силно и тогаш дискутиравме и со бизнисите, и со засегнатите страни. Една работа беше интересна. Бизнисите беа свесни, бараа подршка во тој момент, меѓутоа требаше да се каже вистината дека ќе дојде време кога ќе треба да го вратиме ово. Кога викам да го вратиме, че тогаш зборувавме, јас го кажав хипотетички корона данок. Ке мора да уведеме, требаше да се каже дека се она што е потрошено сега треба да има консензус и политички, и бизнис и јавна, значи сите сектори треба да се свесни дека во иднина ние мораме да одиме кон некое посилно затегање. Па имавме таков данок после кризата или како беше после воениот данок. Значи ова е корона. Може не корона данок. Јас се сретнав со бизнисмени, имавме интересни некои средби, дискусии, дебати, тие рекла нека воведат слободно корона данок. Ние дури правевме некои пресметки што ако се зголеми ДДВ за 1-2% за неколку за 2 години ние можеме да го вратиме се она што го. Значи не е проблемот, тие рекоа сега ни треба помош. И сега во тој дел, значи верувајте, на почетокот на кризата заштитата, она што за тоа го спомнам очекувањето е најважно. Што научивме од 2009 кризата? Кога почна големата економска криза, американците што направија? Удрија сигурно ги ставија на располагање сите финансиски капацитети одма на почетокот. Имате неограничени кредити за здравување бескаматни за вас. Верувајте, си искористите 40% од тие кредити. Никој не ги искористи сите кредити. Доволно е да го стабилизирате нервозата, притисокот кој постоеше на почетокот. Значи тој прв шок да се преброди. Ние почнавме малку лававо на почетокот. Немавме доволно средства, ки имаме, па ги менувавме стратегиите, па ги менувавме одлуките, па носевме пакет кој беше 5 милиони евра за сите компании во Македонија. Имаше компании, верувајте, имаат милиони и пол евра имаа месечна загуба. Големи компании во пандемијата на почетокот, како што е Тиквиш, како што се големи хотели Хилтон и така натаму. Чи тие не може со 5 милиони за цела држава. Значи верувајте, на почетокот може баферот требаше да биде многу посилен за да не стабилизира малку и ние влеговме во тој вртлок и сега и до ден денес она што е особено, па друго интересно што треба да го отвориме, господине Столе, е се она што беше пред кризата проблем, во кризата ескалира. Ние не можеме да градиме капацитет во криза. Видете ги судирите што се појавија во сред кризата. Јавна администрација, бизнис сектор. Кратиме плати, не кратиме. ВМРО, СДС и другите партии. Криви сте нашите партии и така натаму. Богати, сиромашни. Треба прогресија, не треба прогресија. Значи, неформална, се она што беше пред кризата, во криза вие не можете да го лекувате. Се излезе. Што се случи? Видете ги само мерките. Дали во пакетот имаше корупција кој ги дадоа државата, значи контрола. Дали полицијата ги заузда оние што не носат маски? Значи целата таа неефикасност се види низ ова. Дали набавката на вакцини, дали ги казнивме оние што не ги платија пакетите на работниците што не им платија. Зошто определени општини се справија полесно, други полошо? Зошто? Значи кога ќе ги отвориме сите оние теми, се она што беше пред кризата проблем, во криза ескалира. Ние на почетокот пробавме да го заскриеме, малку да се оборајаме, меѓутоа се прават такви анализи или доправа тоа ќе? Јас мислам дека доправа треба да се направи, меѓутоа треба ова е една од научените лекции. Но тоа што треба да биде вовет и во преструктурирање, реформирање конечно. Дефинитивно, дека да го земеме последниот податок кој го објави министерот за финансии. Рече со сите наши пакети ние успеавме за 1,2% поени да го намалиме падот. Ке бил 7, не знам, сега е 5. Така. Дали треба да анализираме што ако имавме поефикасна целосна инфраструктура и економија? Има анализи кои може да пресметаат ефикасност и ефективноста на јавните расходи. Дали ќе беше заштедата 3% поени. Свај, тоа никој не го гледа опортунитетниот трошок. Дали можеше да заштедиме на тој начин? Значи, јас го гледам од аналитичка страна, меѓутоа тоа мора да се направи. И мораме само критички да бидеме кон себе дека можеме подобро. Иако доминира суверенисти, многу држави се затворија, во тој почетен период особено влијаеше тој и функционираше тој национализам, после се покаже дека глобализацијата не може никој да ја сопре. Дека еве и сега со вакцините ќе вакцинирате една држава, нема друга да вакцинирате, многу лесно поминува. Глобален е вирусот, ме разбирате? Дефинитивно. Че себичноста не им помага ни да богатите, туку мора цел свет да се вакцинира за да може од короната да најде спас и една Америка и Британија и било која богата држава. Значи економијата тоа го покажува цело време и сега го докажа. Кај нас Македонија колку се покажа жилава економијата во призмата на таа глобализација, затоа што каква е структурата, затоа што ако ние зависиме од автомобилската индустрија, ако кај нас доминантен извозник е автомобилската индустрија, тогаш со неработењето и падот на продажбата на автомобилската индустрија на автомобилите во Германија, ние автоматски паѓаме. Така е. Значи прво за глобализацијата покажа дека не можеме сами. Никој не може сам.
Земете ги сите текови, од тука ќе почнам, па ќе се вратам на Македонија, земете ги сите текови. Дали на информации, сега што тече за вакцинација, дали на, не знам, трговски текови. Видете, она што се случи прво се трговските протоколи. Сите земји скокнаа трговските протоколи да ги овозможат да не запре стоката и трговијата, кога почна пандемијата во март месец, кога се случија првите локдаун. Видете ги движењето на луѓе. Не можете ви карантин да воспоставите целосен долго време. Мешањето, видете заразата, видете ги сега вакцините поврзувања. Видете ги фейк њуз и теориите на заговор кои се, че глобализацијата е огромна. Македонија е невозможно на ниеден начин да се изолира од околината. Ова го имам кажано минимум 100 пати. Ставете ги на еден графикон, нашиот бруто домашен производ и нашата странска ефективна побарувачка, односно нашата трговска поврзаност со странство, се движат скоро идентично. Тоа значи дека секоја економска политика и политичка елита може минимално да тој траекторија да обликува, не може да смени драстично. Нашите 5 до 6 главни производи, имаме значи 5 до 6 клучни производи кои заземаат над 70% од извозот, се во 9 до 10 земји во светот. Само во Германија нашиот извоз е 48%. Само во Германија. Во Европската унија над 82%, во Западниот Балкан кај нас тука е околу 10%. Погледнете ги компаниите. Джонсон Мети, еве ќе кажам, е 1/3 од нашиот извоз. Најголемите десетина, да ги кажем, автомобилски компании се над околу половина од извозот прават. Сега видите, ако не се колку се тие компатибилни за едината, ниско технолошкиот развој. Ако електричните автомобили покаже кризата дека растат, нашата индустрија автомобилска е поврзана со старата генерација. Значи, може и друг проблем. Не, веруете, тука ќе се технолошки ќе се, тоа се големи компании кои технолошки ќе се унапредат. Ние учиме од нив, се поврзуваме. Значи тој дел е веќе друга дискусија. Меѓутоа поврзаноста, видите што рекоа германците. Ние не знаеме дали за 1, 2 или 3 се прогнозира 3 до 5 години ќе трае постепеното опоравување на луѓето во автомобилската индустрија. Дали ќе сакаат да купат автомобили, видите затворени. Навиките се менува, да. Се менува, дали ако ги менува автомобилите како и облеката, почесто сега најважниот работа, после сигурно ќе стигнеме до пазарен труд. Меѓутоа работата од дома, не ви треба автомобил. Се менува, тоа можеме да дојдеме и до пазарен труд, тоа влијае целосна трансформација. Градежните компании тука исто имаат проблем. Така да Македонија е невозможно, за тоа го рековме вие кој рековте дали ние можеме. Ние не можеме пошто 90% од нашиот бруто домашен производ го разменуваме со странство. Значи и увезуваме и извезуваме. Видете кој сега кога викаме она привремено е добро македонски производи купувајте и така натаму да ја подигнеме, тоа целосно го оправдувам во време. Меѓутоа тоа е краткорочен, како да кажам, краткорочна мерка за да не освежи. Не можеме долгорочно да имаме таква стратегија. Иако почнаа некои земји со протекционизам, сигурно се сеќавате. На почетокот постоеше дали ќе поскапи храната, се затворија, дезинфекциони средства, не сакаа да извезуваат. Меѓутоа со тек на време се види дека не можеме сами. Значи радикални промени сакаме некеме мора да се случат, тој меѓу другото убавата работа, ако може така да се каже, на оваа пандемија ќе не натера сакаме некеме да се реструктурираме. Дефинитивно. Дефинитивно. И да го разбереме, да сватиме дека сме убаво рековте. Ние сме не глобализирани и надвор од државата. И внатре мораме да сватиме колку сме обединети. Вие ако имате собственик на фирма, поседувате фирма, сега вие сам ќе се вакцинирате, а работниците, а транспортот на работниците, а не може да се изолирате сам, јас да бидам. Значи вие мора да мислите дека ние сме толку многу поврзани што не можеме ќе се спаси, меѓутоа бизнисот ќе му пропадне ако работниците не ги жената што му чисти дома, овој што му значи. Да, веќе се случува да има приватни фирми што сами плаќаат ПСР тестови за да си го заштитат бизнисот. Дефинитивно. Професоре Треновски, кои се најголемите губитници, а кои се најголемите добитници од пандемијата на економски план? Кои се професиите кои што ќе ги форсира едината, а кои се професиите кои што треба да се преструктурираат, а можеби ќе изумрат? Па видите господин Столе, ова е многу интересно прашање и сега може да го поделиме во два сегменти. Едното беше кои се добитници и губитници, она ако го зборуваме кој најмногу загуби и доби како индустрии, како области, професии кои постојат моментално во време на пандемија. А ова е второто поврзано со професиите, исчезнувањето и така натаму, значи ова е исто многу интересно реструктурирањето на размислувањето во контекст на идните професии. А тоа е поврзано и со технологиите, со дигитализација. Првото да кажем многу интересно е за нашата држава дека ако ги погледнете кој најмногу загуби, кој најмногу доби, зборуваме како сектори, ќе видите дека има сектори оние кои беа поврзани со извоз, увоз, со странските синџири како што се кошарската индустрија. Податоците покажуваат дека од јануари до октомври некаде, мислам овој дел од годината од март до октомври некаде има загуба од 42%. Тука се производството на машини, производството, значи сите оние со исклучок на интересно беше земјоделието, производството на медицински материјали и хемиски производи има некој раст во овој период. Ако ги гледате како сектори.
Сите други наши индустријски гранти имаат огромен пат, да не го забораваме туризмот и услугите кои беа девастирани. Сега, ова е првото прашање кое не е блиско поврзано, има некоја логика, меѓутоа второто е она кое е forward looking. Ако погледнеме напред што ќе се случи. Прво, не треба да забораваме дека веќе оваа пандемија направи огромни промени во мајндсетот на голем дел од луѓето, и на компаниите и на луѓето. Значи, пристапот до услугите се смени. Погледнете ги, и јавните услуги, и приватните услуги, образовните услуги, сите оние услуги кои се види дека може да бидат организирани на друг начин. Значи, до сега се размислуваше во една сфера, сега гледате дека сваќате дека вие можете да функционирате и на друг начин. Еве еден прост пример ќе ви кажам, интересна е американска една логика која се проширува се повеќе. Имате компанија, имате деловен простор 150 квадрати го плаќате, имате 10 возила, вршите, не знам, маркетинг услуги, обуки и така натаму. Во еден момент сваќате дека вие не морате да го имате ни објектот, ни колите, ни ништо, може секој да си седи дома, да работи од дома, можете дури и фриленс да ги направите в компанијата, да менаџирате заеднички меѓутоа. Значи, се менуваат начинот на однесување. Голем дел од другите услуги свативме дека може да доаѓаат онлайн. Колку ќе се вратиме ние после, значи она притиснатото од пандемијата, колку брзо ќе се враќа, треба да видиме. Јас имаше голем број истражувања за исто и тука можеме две работи да поделиме. Кои професии ќе исчезнат напред гледано, а што е со она работата од дома? Значи и тие се две работи. Она со работата од дома има контраверзни резултати во глобалните анализи сега. Значи некои тврдат дека нема да успее тоа, дека голем дел од луѓето ќе имаат она работа од дома и така натаму, дека тоа има многу нуспојави и дека нема да опстои долго време за некои професии. Најголем дел од професии. И во продуктивност и мотивација и да. Значи јас го гледам тоа. Јас верувајте, имаме можност од дома да ги држиме часови ден, секој ден во 8 сата сум на работа. Секој ден. Без разлика, одам и се враќам во 4. Најпродуктивно време, нема голем број од луѓе, тоа ми е убаво. Меѓутоа, сега, она за професиите е поособено интересна работа. Тука веќе се процес кој е почнат пред пандемијата, можеме да го земеме, имаше Светска банка една за работните места анализа, а другото е што се случува сега поради пандемијата. Ако ги видите работните места кои имаат зголемена побарувачка, имаше сега една глобална анализа, job survey на најглобално ниво, се покажа дека работните места поврзани со како се викаат она, со физичка активност, со основно познавање, со комуникација, технологија, распознавање полека исчезнуваат. Се повеќе ќе добиваат покрај технолошките кои се веќе познати, ќе добиваат критичкото размислување, управувањето со луѓе, значи секаде каде што не може вие да вклучите автоматизацијата. Светска банка рече вака: најголем дел од професиите ќе исчезнат во следниот век кој доаѓа. Ова е интересно, како куриозитет беше тогаш кажано, пример, образованието и професорите, лесно вика може да ги автоматизираме. Докторите можеме да ги автоматизираме, имање превид дека може во еден сет на, како да кажем, сите информации за сите можни последици, сите лекови да ги ставиме во еден систем. И тој да биде поефикасен од било кој доктор. И може, што не можеме? Една од првите професии, многу интересно, е вика политичарите. Се смееме дека не можело да ги замениме за тоа што критичкото размислување и кај што не може да се вклучи во автоматизацијата, ова беше малку на шега кажано. Да, нив не може да избегне. Прашува мајката детето што да учи во иднина, што да стане. Значи, она што е многу интересно, би сакал да спомнам, имав прилика во последните 6-7 месеци да се сретнам да разговарам за некоја организирање со луѓе кои работат, она што особено за нашата држава мислам дека може да биде голема можност е аутсорсингот. Значи, работењето од тука за било која странска земја. Ако ги земете дел од европските земји, Чешка, Словачка и Полска, тие работат за скандинавски. Губат границите, значи. Еве една проста во професијата на сметководството и другите услуги. Ако часот во Македонија е 7 до 8 евра, часот платен за тие услуги во скандинавските земји е 70 до 80 евра. Значи сакам да кажам, законите и јазикот да го знаете добро. Ова ни овозможува дигитализацијата, поврзувањето, последиците од ова покажуваат дека вие може да видите во кој дел од светот, може да видите во Штип, во Берово. И од тука да веќе тоа се случува, има компании кои што тука имаат поддружници, од тука работат за транспорт, за камиони во Соединените американски држави. Има шпедиции. Да. Тоа е најдобрата работа за тоа што локално да станува глобално. Не мора да се исели човекот од Берово. Јас сум потекло од Берово, да кажам, не мора да се исели, може да работи за било кој. Стандардот, компанијата е формирана тука, работи. Ова е многу интересно, само како еден пример излегов пошто бев во контакт со такви луѓе во последниот период, меѓутоа дел од професиите, како што ви реков, полека ќе го губат, не ќе го губат, ќе мора да се пренасочат, да се, како да кажем, да се реструктурираат за да може да успеат во овој период. Прашам за здравството, се спомена, се и вие го споменавте. Так. Тоа и Вакнин го спомена, здравството од пандемијата ќе излезе многу посилно или треба да биде посилно, науката
пандемијата многу пари во науката заради вакцината се вложија. Во здравството, тоа и од Светската здравствена организација веќе како препорака пристигна до сите држави, треба да се ревитализира и да се вложи многу повеќе во јавното здравство. Ако немате добро, силно јавно здравство, многу полошо се справувате со пандемијата. Тоа е поврзано и со образованието, убаво рековте, науката и образованието. Мора да кажеме дека ние сме едни од последните земји во светот по вложување во истражување и развој. Значи во светот ова не е тајна. Да ги оставиме инвестициите капитални во, се да кажем, во инфраструктура, во тоалетите, во школите и во инфраструктура, во истражување и развој. Погледнете ги, значи човечкиот капитал на мала земја како Македонија е алфа и омега. Ние не можеме да задоволиме со огромни капацитети производствени, огромни пазари како што се Соединетите американски држави, Европа и Русија. Меѓутоа можеме со услуги и со паметно дизајнирање во нашата економија да успееме доминантен дел, значи мора да имаме индустрија. Тоа доаѓаме до пазарот на трудот. Ние на пример информатичари, сите информатика студираат сега, можеби со текот на годините ќе се задоволи. Дефинитивно така. Таа побарувачка. Меѓутоа тогаш ќе изгубиме. Многу е стихино кај нас. Сега никој не сака да студира македонски јазик, математика, а тоа можеби за 2-3 години ќе недостасува. Видите, јас сега моментално работам. И како семејство треба да планирате или како индивидуа ако сакате запишете. Тука сте во право. Работевме на една анализа поврзана баш со центарот и за стручно, поврзана со средното стручно образование. И ги анализиравме по региони компаниите и инфраструктурните потреби на тие компании, дали се во индустрија, медицина, поврзано со средните стручни профили. Знаете колкава разлика има? Ќе ви дадам еден проблем. 80% од полошкиот регион профилите се во медицина. Нема една медицинска компанија. Чи кај ќе оди тој кадар? Дали се спремаме? Сега сите доктори да бидат. Дали се спремаме дали се спремаме да оди во странство? Дали се исто и во профилите кои се наоѓаат во источниот регион и така натаму. Компатибилноста меѓу тоа што создаваме, зборувам за средното стручно, пошто е многу интересно пошто е многу важно во развиените земји. Ако земјите во Естонија кои имаат брз раст, средното стручно образование има една од клучните алки. Кај нас компатибилноста со бизнис секторот и потребите на образованието со секторот е целосно различна. Не навлегувам во факултетите, тоа е почесто елаборирано. Социјална економија. Тоа го споменува колешката, го каже тоа на почетокот. Нобеловците претходно секогаш инсистира на социјална економија. Дали се менува таа развојна мисла? Имаме кейнзијанизам, имаме лесефер економија, имаме оставете го пазарна економија. Тоа се покаже дека без улога на државата ништо не може да се. Како да се направи тој баланс? Кои се идните нобеловци што врз основа на ова што се случува со пандемијата ќе добијат на пример? Тоа вика да, идните нобеловци претпоставам веќе ги имале направено своите истражувања пред пандемијата, па да го добијат Нобеловите награди во период, обично е така, има определен размах меѓу не се тоа најнови истражувања, меѓутоа државата, една од научените лекции, државата има голема улога. Не можеме да занемариме улогата на државата во ниедна од овие. Видовме дека без државата како клучен играч и во справување со не е лош државниот интервенционизам. Тоа почна 2008-2009. Јас го дискутирав тоа често дека 2008-2009 државата се врати на пиедесталот со големата криза. Меѓутоа се уште постоеше некоја комбинација. Сега веќе видите нема светска. Па имаше нобеловци токму за што го форсираа тоа што добива награда. Така. Видите, немате ММФ Светска банка кога вратите, јас можам да се вратам назад пред 2008-2009. Се сеќавам добро. Сите зборуваа за оставете го бизнис циклусот, не мора да интервенира државата. 2008-2009 и денеска видите што зборувам. Дајте фискални пакети, стимулирајте ефективната побарувачка. Тоа е директно она што рековте прокензијанско. Меѓутоа, ова се поврзува на две, едното е кейнзијанизам, другото е пролиберализам. Замислете другата логика, да го оставивме на неолибералната околина ова цело. Таа вика оставете го пазарот сам да се уработи. Фридман, тоа што секој ручек треба да го плати. Што требаше ги оставиме? Сами да се најдат вакцина луѓето, сами да се. Што значи тоа? Цената ќе ги изедначи пазарите. Значи луѓето ќе се испозаразат, ќе ова, ќе она, ќе оставите пазарот сам да се помири. Значи и тоа е едната работа и другата улогата на државата дури може да дискутираме и како капитализам и пролиберализам во контекст на некоја дури авторитарност. Видете Кина, начинот на справување, видете другите европски. Видете кога државата може репресивно да делува во сите сектори, од карантини и така натаму, ефикасно. Да не извлечеме погрешно затоа дека диктатурите подобро економски може да поминат, не. Не ми беше во таа насока, чисто ми беше ова е дебата, светска дебата која треба да отвориме, не државата дека треба да го направи тоа. Таа треба да делува преку многу, како да кажам, преку не требаше дури ни со карантини, можеше да го направи тоа со многу подобра едукација, објаснување и така натаму, меѓутоа секој си ги познава своите граѓани и претпоставувам. Меѓутоа видите, државата остана пресудна од неколку други работи. Сите сега бараат помош од државата.
Погледнете го. Значи, што се случува? Зошто треба да плаќаме даноци? Сега се отвара прашањето, често зборувате на неформална економија, вака така, државата е неефикасна. Меѓутоа на крај дојде ред сите да побараат некоја поддршка, меѓутоа државата е единствена која може на некој начин да ги организира сите овие околности. Она што го спомнавме за бизнисите. Бизнисот сам не може да екзистира, пошто државата го организира од транспортот, од социјалната заштита и така натаму. Ние сме, и сега да го спомнам ова, исто често го имаме спомнувано, социјалниот дел од нашиот буџет е огромен. Значи, тој дел е, јас ќе кажам само еден податок, имам спомнато дека од 2010 до 2019 година некад имаме зголемување на социјалните трансфери за 70%. Ние имаме дуплирано социјалната помош, а ги имаме зголемено само за 15-16% капиталните инвестиции. Значи ние имаме доминантно социјален буџет. Тоа е хронична капиталните инвестиции. А моторот кој треба да создаде инфраструктурата и така натаму е се помалку. Професоре, те завршуваме, имаме уште минута две. Извинете. Прогноза кажете ми само. Рековте веќе се уште не може да се каже дека многу брзо ќе здрави, меѓутоа 2022 треба да се очекува некоја. Јас можам да кажам само кои се доминантните точки каде што можеби треба да се насочиме за да бидеме ефикасни, како полуки, да направиме како некоја полука, односно некој пакет каде треба да се насочиме за да имаме периодот што очекува. Прво, она што ќе го кажам, сакам да кажам, неизвестноста се уште постои. Че мора да имаме предвид дека тоа можеби ќе треба да се модифицира, дел од мерките да се зајакнуваат, ослабуваат со случувања. Верувајте, пандемијата, јако рече и докторката, не треба да се наивни да мислиме дека ќе заврши утре. Се менува прилично брзо ситуацијата на терен. Кој е прво? Здравјето на граѓаните, здравјето на економијата. Кога викам на граѓаните, тука се сите оние од дезинфекции, заштита здравствена, социјална заштита и така натаму, значи здравјето од одржување на работните места, тоа е на граѓаните. Да, здрави работници да може да работат. Она е на бизнисот, функционирање, бизнис протоколи, во вакцинација функционира, значи тоа е на базичното ниво. Не зборуваме за развој на бизнисот, само заштитното ниво. Второто кое е? Фискалната позиција на државата мора да се прилагоди. Кога викам да се прилагоди, што значи едно е во контекст на долгот и потребите, друго е во контекст на мобилизација на средства како да заздравиме. Така, и трето е кратење и пренамена, преструктурно менување внатре во системот фискален. На непродуктивни трошци. Ние зборуваме неформална економија. Неформалната економија не може ни за еден мандат да го намали една значи тоа не се прави така. Што е понатаму? Бизнис секторот, поддршката на бизнис секторот. Кога викаме поддршката, една е за големите компании, нема да навлегувам ниво пакети и така натаму. Другото е за малите кои треба да добијат поголема поддршка, не само финансиска. На малите и средните, односно микрокомпаниите, и стандардизација на производи и така натаму. Што научивме од другото? Науката, здравството, убаво го рековте, животната средина, дигитализацијата, пред се човечките ресурси. Мора да ги зајакнеме. Пресудно е капацитетот на државата. Се она што го спомнав погоре, ако немате капацитет за имплементација, се е. Значи најдобра стратегија, вие ако не може државата да имплементира капитална инфраструктурна инвестиција, го прави тоа со загуби, се ова паѓа во вода. Што го кажавме, општините и регионите ги заборавивме и беа заборавени во сите пакети. Да, многу мала улога има. Мала улога добија, а тие се први. А имаме децентрализација, ама општините секогаш се повикува на централната власт, наместо само иницијативност да покажат поголемо. Тие се први на удар. Значи тие беа треба да се третираат многу посериозно и она што особено важно не треба да го заборавиме, излегуваме од мерките за справување со кризата кои беа донесени 4 пакети. Че петиот пакет на заздравување, самото излегување, сега ќе видите, одложување на кредитните обврски на граѓаните, враќање во исплата на определени кои беа одложени на обврски. Дали граѓаните ќе почнат да плаќаат, дали нема да почнат, што ќе се случи? Значи како ќе излеземе од постојните мерки е многу важна стратегија, да не направиме хаос во носењето на новите мерки. Со некои резови. Стадион. Емисија за вашата вистина.